Благодарам, почитувана председателка на комисијата. Почитувани колеги, почитувани новинари, почитувана македонска јавност. Кога зборуваме за избор на член, значи на кандидат за да биде член во Советот на јавни обвинители, мора да се држиме до законите. И јас ќе одам член по член, неколку члена ќе ги споменам и ќе направам некои паралели да видиме за дали правиме правилен избор или повторно едно насилие во ова собрание кое што е демонстрирано од страна на ова владеачко мнозинство. Меѓутоа, пред да преминам на законот, значи за Советот на јавни обвинители, сакам да укажам на една работа, таа ја споменавме и минатиот пат, значи на пленарна седница, а тоа е еден деловнички пропуст, односно прекршок кој што е направен во оваа комисија. Тоа е, значи, продолжуваме со насилието, односно минатиот пат на незавршена седница се достави предлог до пленарната седница, до пленумот, за да гласаме избор на кандидат, односно член во Советот на јавни обвинители. И ова е втор преседан што се направи. Првиот преседан беше токму исто така во оваа комисија, кога за уставни судии се предлагаа луѓе, односно правници, истакнати како што треба да биде по уставот, а не се истакнати, и кои што на незавршена седница вие, како председателка, изработивте извештај и го доставивте до пленумот. И тука се направи пропуст. Знаете за тоа дека постои наша интервенција, има интерпелација, меѓутоа гледате дека таа никако да дојде на дневен ред, за жал. И сега, наместо да ја завршиме интерпелацијата, да се види дали е направен прекршок на деловникот, ние продолжуваме со истата пракса. И тоа е голем проблем. Значи, ако ова вака продолжи, тоа значи дека било кој следен пратенички состав може да си ги крши деловникот, може да ги крши законите, без разлика која е опозиција во тоа време, да поднесува интерпелации и така натаму, да користи механизми. Меѓутоа, ако не се ставаат на дневен ред, може да се продолжи со истата пракса. И тоа прашање е каде ќе не доведе. Јас мислам дека ќе не доведе до една анархија. Ако сме си ги напишале овие правила тука ние деловници и така натаму, не ние лично како пратеници, туку некои претходни состави, мислам дека истите се напишани за да си ги почитуваме. Затоа што ако не се почитуваат законите од овој парламентарен дом, тогаш немаме никакво право тоа да го бараме од граѓаните. Граѓаните зошто би почитувале закони и законски одредби кои што ние како пратеници не ги почитуваме, односно вие како владеачко мнозинство не ги почитувате. Тоа е првото прашање. Меѓутоа, очигледно е дека тоа вам не ви пречи и дека ќе си продолжите на овој начин да ја силувате демократијата и да го силувате правото. Не се. Да одиме со законот за Советот за јавни обвинители. Прво што кажува во членот 2, вика Советот е самостоен орган кој ја обезбедува и гарантира самостојноста на јавните обвинители во извршувањето на нивната функција. И сега јас тука би сакал да поставам едно прашање од актуелната, од дневно-политичката, да речам, состојба која што ја имаме во Република Македонија. Тоа е да видиме како се поставил Советот на јавни обвинители во случајот со Рамис Мерко. Значи, случај кој што деноиве ја бранува македонската јавност и кој што сериозно ни укажува, значи, дека имаме пропуст во нашиот систем. И тоа не е нешто ново, тоа ние цело време го зборуваме, тоа го зборува научната фела, тоа го зборуваат експертите, ние како опозиција, реков, го зборуваме, меѓутоа очигледно тоа до вас како парламентарно мнозинство не допира. Или не допира од една страна, а ако не допира, тогаш покажува дека сте незаинтересирани, односно сте неспособни за решавање на проблемите, а ако допира, а не превземате ништо, тогаш укажува дека сте вие лично замешани, како партија зборувам, не конкретно како личности, простете, и дека сте замешани во криењето на овој криминал и корупција која што не се случува во државата. Голем срам е за државата, најголем срам е ова, некој од надвор да дојде да ни каже дека ние во државата имаме криминал и корупција, а сите да знаеме дека имаме криминал и корупција. Па не забадијала едно Косово, не сакам да му одземам ништо на Косово од неговата државност, иако тоа е најмлада членка на
значи во меѓународната сцена, која што се уште нема заокружено својата државност, држава која што е пред нас на листата за перцепција за корупција, пардон. А ние како етаблирана држава, нели веќе членка на НАТО, се гордееме со тоа, држава која што веќе ќе ги почне преговорите со Европската унија, сме под Косово. Тоа е првата работа. И понатаму, ако сакате, еве да не се споредуваме со европски држави, односно со држави од регионот, да се споредиме со Африка, видите дека сме послаби дури од Ботсвана, послаби сме од Гана, послаби сме од Руанда, од Буркина Фасо, од такви држави. Значи, од африкански држави сме послаби на листата за перцепција на корупција. И сега, ако вие сакате да трансформирате еден систем, а гледаме како го трансформирате преку реформите со носење на лица кои што никој нити ги познава, нити ги видел, нити некој од фелата ги знае, ниту се истакнати како што треба по закон, мислам дека имаме голем проблем. Односно, тука се гледа вашата неискреност во пристапот кон ова тело, односно кон целокупниот систем во Република Македонија. Зошто? Затоа што на овој начин вие си правите одстапница за после смената на власта некој да ги штити криминалиите. На исти начин како што тоа се случува со господинот Рамис Мерко, значи имате неколку обвиненија кои што разбрав од јавноста, значи од медиумите и така натаму, кои што се чувани во фиока. Значи чувани во фиока. Што работел Советот на јавните обвинители во меѓувреме? Не знаел ли за тие предмети што се чуваат во фиока? Требаше некој од надвор да ни каже дека ни се чуваат предмети во фиока. Тоа е крајно поразително. И она што Ковачевски го кажува премиерот, кој што никој не го избрал, што објавува дека тој, кога би бил на негово место, би си поднел оставка, а овој другиот од друга страна го игнорира, па му пишува писма по Фейсбук. Значи се допишуваат по Фейсбук, наместо да седнат како лица кои што се носители на јавни функции и да си ја понесат одговорноста. И првиот и вториот. Првиот затоа што знаел, а ако не знаел, исто затоа што не знаел дека треба да си понесе одговорност, затоа што тоа му се случува во неговиот двор, значи во коалициониот партнер, кој што го чува, а вториот, значи Рамис Мерко, затоа што ваков укор да добиете, вакво бламирање на јавна сцена и да глумите дека само ќе ги замрзнете партиските функции, а нема да ги замрзнете, односно нема да си дадете оставка од градоначалничката функција, е во најмала рака безобразно и неодговорно. Денешното соопштение на Демократската унија за интеграција, гледаме, им треба едно цели 7 дена, цела седмица, за да излезат да го бранат својот градоначалник и да кажат дека него граѓаните го избрале. Да, во рете, го избрале граѓаните. Заев беше тој што го поддржа. Артан Груби беше тој што го поддржа. Меѓутоа, дали во меѓувреме нешто се случило? Дали овие што го предлагаа не знаеја дека за лицето има толку и толку обвиненија? И зошто молчале, зошто ги криеле? Со тоа се докажува нивната директна вмешаност, односно соучесништво во овие незаконски дејанија за кои што обвинува нашиот стратешки партнер. И сега тука се поставува прашањето. Каде е улогата на Советот за јавни обвинители? Значи, телото за кое што ние денеска бираме член. Што правел Советот за јавни обвинители? Дали некогаш побарал од некој од подредените органи под него да му даде извештај? Што се случува? Колку предмети имаат почнато? Колку предмети имаат завршено? Како се завршени тие предмети? Отфрлени, потврдени и така натаму? Зошто не се процесуирани? Дали имало некаде потреба да се предметите дополнат? Дали овие одоздола од обвинителствата побарале помош од некого, од претпоставените? Ако побарале, зошто не им е дадена? Не, такво нешто нема од Советот за јавни обвинители. Од Советот за јавни обвинители гледаме дека вчера или завчера се состанаа да кажат дека дополнително ќе формирале комисија за да утврдуваат каде се пропустите. Па вие така, ако почнете да формирате комисии, ако во моментов не си ја знаете состојбата на терен која што имате доле со обвинителите, со предметите и така натаму, па каде ќе завршиме? Знаете ли колку предмети има кои што се ставени у фиока? Вашите пратеници, вашите поддржувачи знаат дека целата држава не е корумпирана и дека обвинителството и судството е рак рана на оваа држава и на оваа општество. Вашите тоа го зборуваат. Не ние како опозиција, вашите. Ние знаете дека се што имаме се вадиме во јавност. Меѓутоа нема никаква реакција од надлежните органи. И тука е
големиот, да речам, пропустот кој што го имаме ние во овој наш систем. Затоа што нема одговорност. Никој за ништо не носи одговорност во оваа држава. Секој чудо викаат постарите за 3 дена. И мислите дека така ќе се заврши, еве го случајот со Рамин Смерко, ќе се заташка случајот, ќе се стави во фјока и никој нема за ништо да одговара. Ајде да видиме како понатаму ќе постапуваме во случајот со криминалиите, односно инкриминирачките сознанија кои што ги имаме за господинот Али Ахмети. Ајде да видиме за внуците кои што гледаме дека станаа најголеми бизнисмени во Република Македонија. Едниот, првиот, купува трговски центар во строг центар на Скопје, ексклузивен трговски центар за вредност од околу 30 милиони, значи процената вредност. 30 милиони. Човек кој што дал за основање на фирмата 50.000 евра. Значи не е прашањето од каде се тие 30 милиони евра. Прашањето е од каде се и тие 50.000 евра за основање на фирмата. Од каде му толку пари на еден млад човек? Тука е главното прашање. Дури, еве и да ги нашол, немаме ништо против ние младите предприемачи и така натаму, како што ги нарекува Бујар Османи. Нека се развиваат, меѓутоа нека имаат сите еднакви фер шанси на пазарот на трудот. Па нека победи подобриот, нека победи тој што има и подобра програма и подобра визија за еднината. Меѓутоа очигледно е дека младиот Ахмети имал само визија за еднината. Така го кажа вчера на пресконференција дека имал визија за еднината и токму затоа на него му е доделена менаџерската улога во случајот со купувањето на трговскиот центар Соравија. Па после тоа на пресконференција гледаме дека воопшто динар не е даден, а човекот добил удел од 39% во трговскиот центар. Па дајте да видиме луѓе каде се тие што даваат туку така на убави очи 39% од некаков објект. Ајде каде се тие луѓе што даваат да видиме може ќе дадат и на некој друг кој што има визија за еднината, кој што е млад предприемач, на кој што викаат не му го знаеле ни презимето. Туку им оставил впечаток. Ако некој на некому остава впечаток во оваа држава и за тоа добива удели од 39% во строг центар на Скопје, тогаш мислам дека ние имаме сериозен проблем во државата. И тоа вие го знаете, меѓутоа ќе си премолчите, затоа што не смеете да писнете Демократската унија за интеграција, таа која што ја одржува на власт, односно преку вас останува на власт, некако ви има заробено, а вие ќе молчите. И тука е проблемот за македонската држава. Затоа што ако вака продолжиме, односно вие продолжите, прашање е каде ќе ни биде крајот. Погледнете понатаму што се случува. Фирмата работи со загуба. Значи со загуба работи фирмата. Од каде 30 милиони евра да се купи тој трговски центар? Ако претходно Вујкото не го искористил своето влијание. Прашање е дали младиот бил воопшто на тој состанок каде што се договарани овие сделки. Прашање е дали воопшто бил или е само потписник. Понатаму, кажуваме за набавка, односно дадена концесија на истата, односно на другата фирма, меѓутоа исто така во собственост на младиот предприемач, 23 годишник, 24 годишник, нека ми прости за возраста, кој што во време на СДСМ и на ДУИ, во претходната влада, истата фирма, она Еверест џД има добиена концесија за ископ на варовник. И сега добива концесија за ископ на варовник од државата Република Македонија, за да после многу години, односно пред само месец дена, склучи договор со државната ЕСМ за да и го продава истиот тој варовник. Истиот варовник кој што го копаат, го продаваат на државната ЕСМ, значи испумпуваат народни пари. Користат државни ресурси, значи концесија имаат добиено и после тоа ги продаваат тие на државата. И нема реакција. Ковачевски кога го прашуваат, човекот кажува, па не ме прашувајте, вика за неговите внуци, прашајте го него, мене прашувајте ме за моите внуци. Каков е тој однос, почитувани колеги? За кои внуци да ве прашаме? Па ние другари ли сме, пријатели ли сме ние да ве прашуваме вас за вашите внуци? Нека ви се живи и здрави и на него и на вас. Меѓутоа, вие сте премиер на оваа држава. Каков, таков некој ве ставил.
И не реагирате. Значи најголем заштитник на криминалот на Дуи и на Али Ахмети во моментов е Димитар Ковачевски. Нема поголем заштитник. Како пес чувар, простете на изразот. Прашинка не смее да падне на Али Ахмети и на Дуи. И се служиме со напади кон ВМРО ДПМН. Абе, ВМРО ДПМН е 7 година во опозиција. Тоа кога ќе го разберете? Кога ќе го разберете тоа дека вие сте 7 година на власт? 7 години. Па за 7 години дете се роди и на училиште тргне. Прво оделение. Ете, толку е периодот кој што го владеете. И сега ВМРО е криво, односно виновно. Крајно неодговорно и несериозно. Каде е обвинителството тука да се појави? Каде е ДКСК да се појави? Она ДКСК тука што ја биравме, односно сте ја бирале пред јас да бидам пратеник, со консензус, онака како што доликува. Јавноста да има увид во секој од кандидатите, да види за какви лица станува збор, да им ја види програмата, да видат што ќе понудат, да видат за што ќе се залагаат, па да ја цени нивната работа. Да, така треба да се направи. Така треба да се направи со оваа кандидатка. Да дојде тука да ја видиме. Меѓутоа тоа не се случува. Како може оваа кандидатка, еве тука што ја кандидирате, викаме по закон треба да биде, само секунда, односно треба да дава мислење на владата на Република Македонија по предлогот за именување и разрешување на јавниот обвинител на Република Македонија. Значи таа треба да гласа за една таква одлука. Треба да избира и да разрешува јавни обвинители. Треба да утврдува престанок на функцијата јавен обвинител и одлучува во втор степен во поставка за утврдување на дисциплинска одговорност на останатите јавни обвинители. Да одлучува за утврдување на нестручно и несовесно работење на јавните обвинители, на функцијата јавен обвинител. Баш да видам сега како ќе одлучи во случајот со Рамис Мерко. Ајде да видиме, да ја следиме заеднички сите работата, како таа ќе одлучи во случајот со Рамис Мерко. Еве рекоа, формирале комисија, таа комисија ќе даде некој извештај до Советот на јавни обвинители и тој треба да излезе со некаков став. Баш ме интересира како таа почитувана колешка, бидејќи ќе ја изберете тука, очигледно е дека сте наумели да ја изберете, исто како и оваа претходната, која што ниту беше адвокатка, ниту беше универзитетски професор, нити беше истакната по нешто. Може би се истакнала господјата. Меѓутоа во некоја друга област, согласно биографијата, треба да се види. Ама не е за член на Совет за јавни обвинители. И лично ме интересира како ќе гласаат по однос на случајот со Рамис Мерко. Иако викам, за доцната реакција, постфестум реакција, наместо да превенираат, ќе лечат последици. Нема ни да ги лечат последиците. Сите знаеме. Ќе мачкаат очи. Ќе чекаат по примерот на 3 дена да се заборави нештото. Нема да се заборави. Тука сме и ќе подсетуваме. Цело време ќе подсетуваме и ќе прашуваме. И да знаете. И како и да се одлучи, на крај ќе има одговорност. Нека не се играат ни овие обвинители, ни членовите на Советот за обвинители. Нека не се играат да мислат дека тоа така ќе се забошоти затоа што ќе има колективна одлука. Да, ќе има колективна одлука, меѓутоа ќе има и лична одговорност. Некој да не се крие позади колективната одлука. Оти тоа мора да се разграничи во оваа држава. Доста се криеме, односно се криете позади заеднички одлучивме. Некој предложил, некој усвоил, некој отфрлил. За тоа ќе мора да има одговорност. Одлучува за привремено оддалечување на функцијата јавен обвинител. Ајде да видиме дали ќе го оддалечат привремено од функцијата јавен обвинител оној што ги водел случаевите со Рамис Мерко, колку и да се. Ајде баш тоа да го видиме. Еве во нивна надлежност, член 9 од Законот за Советот за јавни обвинители. Многу сум заинтересиран како ќе одлучат. Знаете како ќе одлучат? Ќе мачкаат очи повторно. Ќе покренат некаква дисциплинска постапка против некого, ќе се вози случајот, ќе се влече, може би некои ќе санкционираат, што не им припаѓа од нивната партија, односно не е наклонет кон нив, а прашање колку и не се наклонети, тоа е па друга тема. И на крај ќе мачкате очи и ќе мислите дека народот ќе ви верува. Тројца членови од Советот ги избираме ние како собрание. Рековме универзитетски професори по право, адвокати и други истакнати правници.
Кандидатката, да, може би е обвинителка била, може би е правник, меѓутоа сега истакната. Прашање е каде е критериумот за истакнатост? Што значи тоа истакнатост? Дали има подобро рангирање во оценувањето, значи кога се рангираат на крај на година од останатите правници? Па по тоа да се истакнала. Дали некој дело напишала, дали некоја книга напишала, некој труд да има издадено, да се запознаеме. Јас многу пати сум кажал, не сум правник, не сакам да се мешам во овие работи. Меѓутоа, ако нештото е пропишано во законот, треба да се држиме до тоа. Па зошто сме го ставиле? Дајте, ако не треба да е истакната, дајте да го тргнеме тоа истакнати правници, ќе ставиме други правници. Па ќе имате можност една широка лепеза да си ставате кого сакате и како сакате. И да си ги гласате. И тука ќе ни одземете правото на нас за реплицирање. Меѓутоа не, вие сакате по закон да оди, да си стои, да си пише убаво, меѓутоа ако може да се заобиколи, да се прекраши, оти знаете на крај дека нема одговорност. Нема кој да ви ја бара одговорноста, како ќе ви ја бараат одговорност? По одговорноста треба да ви ја бараат тие обвинители кои што тука вие ги гласате и ги поставувате. И како сега тие ќе ви бараат на вас одговорност? Јасно е како бел ден. Една целосна заробеност на државата. Целосна заробеност. Дојдовте со амбиција за реформа, дојдовте со амбиција за трансформација на државата, на општеството, дури ветувавте дека ќе го трансформиравте и гледаме како го трансформирате општеството. Па кажете една област дали има подобрување. Еве една област, одберете било која област. Надвор од темава. Дали подобривме, не знам, здравство, дали подобривме образование, дали подобривме правосудство. Тонеме по сите овие анкети. Погледнете што се случува со судството. Обвинителството. 3,4% доверба. Колку е тоа 3,4% доверба, луѓе? Колку е тоа? На 100 луѓе, 97 викаат не верувам во судството. 97 од 100. И кои се тие тројца, дајте да ги видим. Дајте да ги видиме тие тројца кои се, може ќе не разубедат и нас да поверуваме дека навистина ние сме во грешка. Дека останатите 97 грешат. Крајно неодговорно и несериозно. Не се реформира систем на овој начин. Како ќе го реформираме системот ако го кршиме законот при носењето на овие кандидати, при гласањето на овие кандидати? Реков, имаме и деловнички пропуст, што е направен, а имаме и грешка во огласот. Па погледнете го огласот од кога е, почитувани колеги. Огласот е од февруари месец минатата година. Февруари месец. Значи година и колку сме сега? 4-5 месеци. 16-17 месеци откако е изминат огласот. Кандидатката кандидирала на 18 февруари минатата година. Февруари минатата година. Сега сме јуни последна година. Па дајте да видиме оваа кандидатка, може би се откажала, веќе нема амбиции да биде член на Советот на обвинители. Може би понудили некој друго работно место. Дали се уште стои позади оваа апликација? Не ли ве интересира вас како владеачко мнозинство, утре треба да гласате? Па да видите дали таа кандидатка се уште обстојува на ставот да биде член на Советот на јавни обвинители. Може би се предомислила, може би во странство ќе оди како што бегаат сите млади и секој паметен што беше во оваа држава избега од оваа држава. Зошто? Затоа што направивте ненормални услови за живење, за живот. Испогазивте се живо. Испогазивте право. Го уништивте комплетниот систем во државата. Нема систем што не функционира. Ги прегазивте линиите на извршна, на судска, на парламентарна власт. Кајва се све на едно, на купче. И зошто луѓето да седат тука? Затоа си бегаат. Па може би оваа кандидатка, Кети Петкова, може би си заминала од државата, може би размислува да си замени од државата. Сигурни ли сте вие дека ова лице се уште сака да биде член на Советот на обвинители? Пред 17 месеци, 16 месеци има кандидирано. Јас не сум сигурен. Дајте, ако има некој од вас, нека излезе, нека образложи. Нека го образложи предлогот, да каже: почитуваната Кети Петкова, лице таква и квалификациите се тие. Стручна е по тие и тие прашања. Можеме на неа да сметаме на тие и тие компетенции. Затоа што лично ја познаваме. Не, такво нешто нема од ваша страна.
Сите се криете. Не се явувате за реплики. Зошто? Зошто не се явувате за реплики да кажете, чекај бе колега, не е тоа така. Знаете зошто не се явувате? Затоа што знаете дека се што зборуваме е така. Затоа што и вие потајно се согласувате со тоа што го зборуваме. Ама не смеете да кажете, не смеете да писнете. Тука е проблемот. Збор не смеете да кажете. Затоа што некој ја става оваа Кети Петкова и рекол, кандидирај господјо или господице Кети Петкова, не се грижи, ние во собранието имаме мнозинство, ќе те изгласаме. Ќе зборат овие од опозицијата нешто, како и секогаш. Тие ќе си зборуваат, меѓутоа не се грижите вие, ние вас ќе ве избереме и вие ќе си станете член на судски совет, на совет за обвинители и ќе си имате мандат од 4 години. Значи во време владење на ВМРО вие ќе сте си член на судскиот на советот на обвинители, простите. Тоа ли е идејата? Ако е тоа идејата, јас да ви кажам, одма сте погрешили. Зошто? Затоа што кажуваме, ќе има генерален ремонт во правосудството. Го пишуваме тоа, го кажуваме јавно. Еве дури и вашиот овој премиер почна да ги користи нашите фрази. Тоа е добро, значи следи што кажуваме, што објавуваме, следи се согласува со нашите ставови. Значи ако кажеме дека ќе има генерален ремонт, тоа значи генерален ремонт. Сериозен пристап. Ревизија на се што е правено. Ние мораме да почнеме од некаде. Вака не почнуваме. Вака само ја продолжуваме агонијата. Агонија во која што вие не доведовте. И сега вие ќе зборувате, ама и претходно беше заробено судството, заробена државата и така натаму. Еве се нека е така, а не е така, ама еве се нека е така. Па 7 години, оти нешто не поправивте. Оти тонеме на листите, ај кажете. Зошто? Па толку ли немавте време нешто да подобрите? Јас искрено би се срамел да сум на ваше место и да морам да бранам, односно да гласам нешто за што не знам дали е тоа така. Каде е Кети Петкова да дојде, да ја погледнеме, да каже што има да каже, која е незината визија, зошто кандидирала за ова место. Може би ќе не разубеди, па дека сме ние во грешка, може би ќе дадеме глас. Може би некој од вас, кој што ќе слушне, па нема да му се допадне тоа што ќе го каже, или некои информации што ќе бидат изнесени, па ќе ве разубеди, па да не ја гласате, да не поддржите. Ти нели тоа целта на парламентаризмот? Секој да гласа по сопствено убедување. Или се лажам? Сите гласаме по партиска директива. Тоа ли е? Што треба да се каже дека е најважно во ова сала? Сите ќе гласаме така како што од Бихачка ќе ни кажат. Па не оди тоа така, бе, колеги. Како ќе го подобриме ние сега овој систем? Со Кети Петкова и со Светлана, простите, и го заборив презимето. Како ќе го подобриме овој систем? Па оваа претходната што ја изгласавте, Жупановска, се извинувам, да, не е ниту универзитетски професор, ниту адвокат, ништо не била во животот. Соработник на Катица Јанева. Оваа господјата Кети Петкова и оваа од Гевгелија. Да не и таа некоја познаничка на Катица Јанева. Генерацијски тука некаде се. Не знам, просекот не го гледам. Катица знаете кој просек го имаше и каков надимок доби. Еве нема се симнем на тоа ниво. Меѓутоа тука почитуваната исто не ставила просек. Може би се некои пријатели. Па дали и таа така ќе работи како Катица Јанева? Дали тоа може да го очекуваме? Крајно неодговорно и несериозно од ваша страна да нудите кандидати кои што никој нити ги знае, нити ги познава. А не давате можност да дојде тука да се представи. Го спомнам случајот со ДКСК. Да, така и така треба да остане. За сите треба така да биде. За сите што ги бира, за сите тела и сите членови што ги бира ова собрание тука. Зошто да гласаме нешто на невидено? Па кој гласа на невидено? Кој гласа на невидено? Кој купува нешто на невидено? Ќе веруваме на нештото затоа што некој си напишал во пријавата дека има одредени компетенции, стручност, квалификации и така натаму. Па дајте да видиме, може ќе излезат и некои други работи во меѓувреме. Има ли мислење од нејзин предпоставен да каже дека
кандидатката таа и таа во текот на работењето така се покажала, овде добро се покажала, овде лошо се покажала, меѓутоа се коригирала и така натаму. Брзо учи, не учи брзо и така натаму. Такво нешто нема. Па може би тоа требаше да го направиме, односно да го направите, па да не разубедите. И вика, може би ќе не убедевте да гласаме. Крајно неодговорен пристап кон формирањето, односно кон комплетирањето на едно тело во државата кое што има клучната улога. Ако е тој совет на јавни обвинители надлежен за тоа обвинителство, за сите обвинители, тогаш на него треба да му се приде со најголема сериозност. Зошто? Може би до некаде ќе прифатам да се направи пропуст во некое основно обвинителство, иако и тоа е спорно и дискутабилно. Меѓутоа, во Советот на јавни обвинители, тамо каде што е врвот, главата, значи на тоа тело, тука не сме да има пропусти. Тука мора да бидат најчестните, најстручните, најкомпетентните. Дали е тоа така? Очигледно е дека не е. Исто како што не беше и со Судскиот совет, кога ја биравте она Весна Дамева, па се направија после оние карамболи, така речено, со нејзиниот избор, со нејзината смена, па доаѓаа други и така натаму. Значи, една целосна бламажа на јавна, па дури и на меѓународна сцена. Дури и на меѓународна сцена. Се доведовме во ситуација, холандскиот амбасадор на телевизија да ни кажува дека ќе повлече проект на телевизија, од него да се научиме дека ќе повлече средства, кои што холандската држава, наш голем пријател, ги инвестира за помош на нашето правосудство. Ние тоа се научуваме од телевизија. Зошто? Зошто тоа го направи? Сте се запрашали ли зошто тоа го направи? И зошто нема реакција од ваша страна? Уште посериозно. Никој да не понесе никаква одговорност. Тоа не да е шамар. Уште еден од големите порази на македонското правосудство. Американката, амбасадорката ви кажува, тимови ќе донесе, градоначалник ставаат на црна листа, британскиот амбасадор излегува со став дека корупцијата е длабоко навлезена во државата, дека треба сериозност. Евроамбасадорот тоа го кажува, италијанскиот амбасадор тоа го кажува, холандскиот повлекува средства. И ние не се занимаваме со тоа, ние си ја предлагаме Кети Петкова и Светлана Жупановска. Тие, реформаторките во Советот на јавни обвинители, тие ќе го подобрат функционирањето на Советот, односно на целокупното обвинителство. Зошто? Па затоа што ги прочитав надлежностите на Советот, член 9. Што се прави Советот? Тој Совет мора да биде чист како солза, без дамка, затоа што рибата, реков јас, смрди од главата. Рибата смрди од главата. Тамо мора да биде најчистите луѓе мора да бидат. За надолу, овие да имаат и доверба во нив, дека ќе ги заштитат утре кога ќе се фатат во коштец со криминалот. Го спомнав случајот со внукот на Али Ахмети, со Рамис Мерко. Ајде, Рамис Мерко, реков, формиравте некое тело, тамо ќе мачкате очи. Дајте сега да видиме дали ќе формирате некакви тела за истраги и така натаму за потеклото на имот на Ахмети. 30 милиони евра. Знаете ли колкава сума е таа пара? Јас не можам да си ја представам, не можам да ја замислам таа сума на пари колкава е. Не можам ни 50.000 евра да замислам, оној основачкиот долг што го ставил таму. Од каде се тие пари на млад човек, викам? А камо ли 30 милиони евра? Ајде да видиме како ќе реагира сега нашиот судско-обвинителски систем, како ќе реагира ДКСК. Ќе се правиме дека, па добро сега, за доброто на коалицијата нема да чепкаме, знаете како е. Имало и од порано такви работи. Кога ќе ставиме крај на овие работи? 15-16 доаѓавте со протести, со шарени револуции, фарбавте, не знам што не правевте. И уништувавте државата. Судството не чинело. Канцер бил. Не чини, канцер. И 7 години што направивме? Односно што направивте? Го реформиравте со Кети Петкова, со Светлана Жупановска, со кацарска председателка на Уставен суд, со Весна Дамова во Судски совет. Така ли го реформиравме? Или ќе се вадите тоа од порано било? Па не е од порано, почитувани колеги. Сменивте председатели на Уставен суд. Сменивте председател на управните судови.
на основните, на апелации. Секаде ги сменивте. Сите од прв до последен се на ваши предлози. Во обвинителството сменивте се од прв до последен. Сите се сменети. Главниот, јавниот обвинител, внимавајте, јавниот обвинител го нема никаде да излезе во јавност. Никаде се крие. Дали откако му застана оваа постапкава со изборот за уставен судија, па малку е разочаран човекот, па не сака да ве брани веќе, меѓутоа, тој има одговорност, тој плата зема за таа работа. Не може да не излезе во јавност и да искоментира и да каже: луѓе, сме погрешиле тука и тука. За таа цел превземав овие и овие активности. Ценам дека требало тоа да се направи, не е направено. И одговорност ќе понесе тој. Тој обвинител. Тоа го нема, не се случува. И знаете зошто не се случува? Затоа што знаел јавниот обвинител и за Рамис Мерко, знае и за трговскиот центар Соравија, знае за сите овие работи, овие работи на влада се носени. Со одлука на влада е доделена концесијата, со одлука на влада е дадена концесија за хидроцентрала на внукот на Али Ахмети. Не може да се прави дека не знае. И тој ли е паднат од Марс исто како Ковачевски? А многу луѓе паѓаат од Марс денови. А никој не знае. Сите се прашуваме. 7 години на власт. И никој ништо не разбира, никој не знае. Ќе треба да направиме реформа. И па ајде да ја направиме таа реформа. Од кај почнува реформата? Од тука, од ова собрание. Ама ова собрание не може да донесе ништо. Зошто? Затоа што се уценети. Уценети сте. Од прв до последен. Голем проблем за македонската демократија. Социјалдемократскиот сојуз не сака да се откаже од партнерството, односно од заложништвото на Демократската унија за интеграција. Реков, пес чувар. Нема подобар пес чувар од Социјалдемократскиот сојуз во однос на Демократската унија за интеграција. Нема, во историјата немало тако нешто. Толку цврсто да се држат до нив, да го напаѓаат ВМРО ДПМНЕ, а да ги брани криминалите и инкриминирачките дејанија на Али Ахмети, значи на раководството на Демократската унија за интеграција. Катастрофа. Катастрофа за македонската држава. А за жал и изневерување на вашите гласачи. И многу ме интересира дали вашите гласачи тоа ќе го потврдат на наредните избори, а јас сум убеден дека ќе го потврдат, затоа што гледаме на анкетиве кој до кој ниво стигнал, кој колку добил поддршка, вашиот премиер тоне, вашата партија тоне, нашата партија добива на проценти на доверба, нашиот председател убедливо води. Меѓутоа, тоа не е среќата. Среќата е да се зафатиме заеднички да се бориме со ова зло што има нападнато Македонија. 20 години некој ја цица Македонија. 20 години. Ја цица, ја распарчува, ја дели, ја краде. И вие цврсто се држите до него. Кога ќе застанете еднаш до вашиот брат македонец и ќе кажете доста е? Тоа нема да се случи. Знаете зошто? Затоа што сте уценети, повторно ќе кажам. Уценети од прв до последен. Затоа што сте заедно во оваа каша. Пајташи сте во крадење на народните пари. Пајташи сте во разградувањето на државата. Зашто немате ништо патриотско во вас. Нема поголемо зло, викам. Македонија, исто како што е предавството што се случува со бугарскиот договор, исто е ова што се случува со разградувањето на системот. Затоа си одат луѓето. Иселувањето е еден од најголемите проблеми што ги кажуваме. Зошто бегаат децата? Зошто си одат цели семејства? Токму затоа си одат. Затоа што нема функционален правосуден систем, нема правда. Затоа си одат луѓето. Зашто ги избришавте линиите, реков, на законодавство, на извршна власт, на судска власт. Се е помешано во еден монструм имате направено. Класичен монструм. И затоа си одат луѓето. Нема доверба во оваа држава веќе. Нема доверба во никого. 11% рейтинг има Социјалдемократскиот сојуз, односно Ковачевски, колку има. Знаете ли колку е тоа? На 100 луѓе, колку е тоа? Срамота. Лидер на партија, владеачка партија. Ја внел државата во НАТО се гордее, ќе не внесел во Европа. Како бе ќе не внесете во Европа? Европски знаменца ви кажуваат дека злоупотребувате. Евроамбасадорот ви кажува, кршите евро процедури. Зошто? За да крадете. И ќе не носите во Европа.
И сега уставните измени биле. Бе, какви уставни измени? Какви уставни измени, какви други малтретирања тука на пратеници? Не станува збор за уставни измени. Тоа е само причина позади која се криете. Немате гориво веќе во резервоарот, само тоа го зборувате и тоа го верглате. Проблемот е корупцијата, рак рана на македонското општество. Корупцијата која што предводник е ДУИ и соучесник е Социјалдемократскиот сојуз, односно Димитар Ковачевски. Во оваа држава можеш да станеш богат и да работиш честно, во наводници кажано, само ако си кум на Димитар Ковачевски, или тој ти е кум, и ако си внук на Али Ахмети. Тука е главниот проблем на оваа држава. Ќе не носите во Европа. Не се носи така во Европа. Тоа го гледаат другите. Тоа сите го гледаат. Народот молчи. Кога народот молчи, тоа е прашање големо за вас, треба да се запрашате. Зошто молчи народот? И до кога ќе молчи народот? Ви кажав, ќе се изгасите како партија. И тоа е лошо за македонската демократија. Лошо е што утре ќе нема опозиција. Лошо е, мора да има коректив на власт. За жал, на најдобар пат сте реков, тоа да го немаме. Од себични причини да, посакувам тоа така да биде. Меѓутоа не е добро за македонската демократија. А вие ќе се доведете во оваа состојба. Член 3. Политичко организирање во судскиот совет. Политичко организирање. Па чии предлог е оваа, Кети Петкова? На ВМРО ли е предлог? Или самостојно Кети Петкова си поднела документи? Веројатно да, штом се подпишала, веруваме дека самостојно ги поднела. Меѓутоа, дали некој од Социјалдемократскиот сојуз се јави и каже да поднесе документи и дека ќе биде изгласен? Јас сум убеден да некој од нашава пратеничка група се јавил кај некој од овие можни кандидати да каже поднесете документи ќе ви изгласаме. Јас сум убеден дека немаше да помине. Зошто? Па затоа што ќе знаевте дека е од кај нас, затоа што не е од кај вас. То вие знаете на кого сте се јавили кој да кандидира. И дефинитивно, значи, тука има поврзаност со партијата. Така или не е така? Па ако има поврзаност со партијата, дали тоа не значи дека го кршиме членот 3? Се крши членот 3. Има партиска поврзаност. Сега вие ќе си гласате, нема никаков проблем. Тоа било така, наследена состојба, така било и минатите години, така ќе биде и сега. Нема никаков проблем. Ама ви реков, на крај граѓаните ќе кажат: сепак сме демократија, каква таква, хибриден режим и така натаму. Ама каква таква демократија сме? На крај граѓаните ќе ви кажат најдобро на денот на избори. Немојте да се запрепастите од резултатите. И немојте да мислите дека пак ќе правите широки коалиции и така натаму. Не проаѓа веќе тоа. Зафатете се со работа, реформирајте се внатре, изберете си ново раководство, вратете си идеологијата во Социјалдемократскиот сојуз, нека биде социјалдемократска идеја, а не како сега криминална идеја, водени од криминални побуди, и можеби ќе излезете на избори со некаков резултат. Секако ќе изгубите, меѓутоа можеби ќе го намалите пораст. Ама вака ако продолжите, ви кажав, се доведувате пред гасење, а после гасењето и после промената на власта, неколку пати ви кажав, 126, 127 пат кажуваме, ќе си има одговорност. И некој ќе си оди во затвор. Да не си мисли некој дека ова ќе заврши. Ќе се смени власта и како и до сега, што вика Ковачевски. Нема да биде како до сега. Ќе се сменат работите. Оти ако не се сменат работите, Македонија ќе ја изгубиме. Ќе изгубиме државата. И ова е последна шанса. Последна шанса за државата ова. Немам што да зборувам за кандидатката Кети Петкова повеќе. Мислам дека би било добро, односно ќе беше добро доколку дојдеше тука, реков, да се представеше. Секако можеби немаше да ја добие нашата поддршка, меѓутоа од парламентарна гледна точка, од демократска гледна точка, можеби ќе беше добро да дојде. Така е редот, да ја видиме. Вие најдобро си знаете зошто ја предлагате,
Меѓутоа, јас ви кажувам пак, сите работи што ги правите, а се на штета на македонската држава, ќе имаат долгорочни последици. И за да тие долгорочни последици ние ги отстраниме, односно да ги спречиме, ви кажав, ќе си постои генерален ремонт. Ама тој генерален ремонт ќе се прави и во МВР, не само во обвинителство, не само во судство. Доста беше градоначалници да стануваат инспектори. Доста лица кои што се гонети со пријави и имаат распишано потраги за нив, за криминал сторен во Република Македонија, па бегаат во Србија и после нивното враќање Оливер Спасовски ги назначува за началници, односно за инспектори за потраги. Затоа што се експерти. Си избегале еднаш од лицето на правдата, сега ги ставаме инспектори. Ги вработуваме во МВР, па уште инспектори за потраги. Нема таков напредок. Ке дојдат деца како овој што видовте на порталиве, првенци на генерација, кои што ќе треба да бидат вработени во овие институции, и во МВР, и во обвинителство и така натаму. А не да ги маткаат походници по 3-4 години да не им даваат одговор на луѓето. Мора да се стави крај на оваа работа. Не може првенците на генерација да не ни се вработуваат. А претходно некој им ветил? Првите 5 рекол директно ги вработуваме или во безбедносните служби или во Министерството за внатрешни работи. Еве гледаме како ги вработуват. Сега не сакам да го злоупотребувам случајот со дечкото што го објави. Меѓутоа, токму такви лица, односно такви случаеви, екстремни, екстремот е секогаш приказ на општеството. Слика. И ако ви имате екстрем, каде што најдобриот, првенецот во генерација не го вработувате, а вработувате каменорежачи, вработувате, реков, криминалци за кои што постои досие во Министерството за внатрешни, и тие ги правите инспектори, тогаш немате систем. Истото ни се случува и во обвинителство, и во внатрешни, и во судство. И тука е големиот проблем. Ви кажувам, ќе си следи еден генерален ремонт, ќе боли, меѓутоа држава ќе направиме. И тоа немој некој да има дилема во таа работа. Ви благодарам на внимание.